би сакала да ве прашам околу символите што ги гледаме на Велики Александар, на македонците општо во Скопје. Бидејќи и вие карактеризиравте како влада, овие се дека се предизвикуваат некои други чувства кон соседите. Имате цел нешто да решите околу овие символи? Има некоја одлука да се сменат и минјата на аеродромите, патиштата, да се отрнат некои од овие символи? Ви благодарам. Ние, јас мислам не само како влада, туку и воопшто како општество, единствена голема работа што ја гледаме и кон која што се стремиме е голема Европа. И мислам дека не е многу мудро да креираме надворешна па или внатрешна политика врз исторички личности од пред 2000 години. Тоа е, ние сме една нација што научи известни лекции во последниве неколку години. Свесни сме дека историјата не можеме да ја менуваме. Тоа што можеме да го направиме е да ја менуваме сегашноста и да си ја отвориме еднината. И јас тука Никос често го цитирам во однос на неговата реченица за историјата. Таа треба да е учител, меѓутоа не треба да е затвор. Ние цврсто како политика ќе стоиме на нашите обврски од времената спогодба од 95-та година. И секаде каде што можеме да реагираме, ќе реагираме. Бидејќи е многу погрешен сигнал, како што ние не сме срекни кога нечии големи мапи навлегуваат во територијата на Република Македонија, така се разбираме дека и Грција не е среќна кога ние или некој мафта со големи мапи. Мислам дека е 2017 година. Мислам дека двата народа многу посреќно ќе живеат ако има мостови и отворени врати. Сега не би можел конкретно да кажам во однос на некакви конкретни планови во контекст на вашето прашање за статуи и така натаму. Јас не ми требаат 100 статуи за да бидам горд македонец, и тоа во смисла во која што нити пак ми пречи кога некој грчки граѓанин во Солун се нарекува македонец. Мислам дека е 21 век и мислам дека не треба премногу комплекси да покажуваме со обид за, како да кажам, за цврстување на овие чувства. Сега, ова е едно прашање што многу долго се провлекува. Мислам дека не може да се очекува на брзина. Ова е наша втора средба. Првата беше запознавачка, денеска имавме подолги разговори, веќе се знаеме, следниот пат веројатно ќе биде, ова се чекори, и мислам дека не е многу разумно да најавам што точно и каква ќе биде нашата политика, меѓутоа во секој случај ќе се движи во овие рамки. Меѓународните обврски, се стремиме кон голема Европа, не сакаме други и мислам дека тоа е единствената формула за среќен и успешен Балкан. И ќе се обидуваме ова наше обидување да го шириме и во другите држави.